8 месеци по склучувањето на договорот за снабдување со струја со добавувачот Energy Delivery Solutions, општина Кочани повторно почнува постапка за јавна набавка за наредниот период. Причина за новата тендерска постапка, односно за избор на снабдувач со струја, е што средствата од претходно подпишаниот договор со компанијата ЕДС се веќе потрошени поради повисоките цени на електричната енергија. Објавениот јавен повик е повторување на претходниот, што беше распишан во август годинава, но тогаш не била добиена ниту една прифатлива понуда. Во техничката документација за јавната набавка е нагласено дека средствата што претходно биле планирани за плаќање на струјата се потрошени пред истекот на времетрајањето на договорот. Поради тоа, во согласност со измените во планот за јавни набавки за оваа година, неопходно е по втор пат да се направи набавка на струја. Направените пресметки, базирани на потрошувачката во текот на минатата година, покажуваат дека за наредниот период ќе бидат потребни околу 1250 мегават часови електрична енергија во скапата и во ефтината тарифа. Пријавувањето на добавувачите по јавниот повик е до 30 декември, кога ќе се одржи јавно наддавање. Со фирмата што ќе понуди најповолни услови за снабдување ќе се склучи договор со време трајање од 12 месеци. Од буџетот на општина Кочани за струја се плаќа за околу 120 електрични броила, и тоа за улично осветлување како и за јавни простории. Меѓу нив е општинската зграда, објектите на средните и основните училишта, на противпожарната единица, спортските сали, стадионот, етно куќата и други простории со помала површина. Одбележувањето на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, во Кочани ќе се реализира со организирање културно-уметничка програма. Под мотото «За подобар видик», организатор на настанот е општина Кочани, а истиот е планирано да се одржи на 2 декември од 10 до 13 часот во паркот на Револуцијата. Доколку има неповолни временски услови, тогаш како алтернатива активностите од програмата за одбележување на денот ќе се преместат во спортската сала на основното училиште Никола Карев во Кочани. Во културно-уметничката програма ќе настапат деца од училиштата, меѓу кои и инклузирани ученици со попреченост. Исто така во програмата ќе се вклучат и членови од литературниот клуб Копнеш, а ќе присуствуваат и членови на Сдруженијата на лица со попреченост. Целта на манифестацијата е да се зголеми нивната видливост, да се зближат со заедницата и директно да се вклучат во активностите што се посветени за нив. Настанот ќе биде збогатен и со продажни штандови. Средствата што ќе се собират ќе бидат наменети за нагледни и дидактички помагала на учениците со попреченост. Како составен дел од овој настан ќе се организира и продажба на уметнички слики што ги изработиле учесници на ликовните колонии што ги организираше општина Кочани во текот на изминатите години. Уметничките слики ќе се продаваат по символични цени и ќе бидат изложени на самиот настан. Средствата од продажбата на сликите ќе се наменат за набавка на асистивна технологија за лицата со попреченост. Во средата вечерта заеднички концерт одржаа школата за гитара од Домот на културата Тошо Арсов од Виница и школата за хармоника од Домот на културата Отец Пајси од градот Самоков во соседна Бугарија. Настапот на учениците од двете школи бил планиран уште пред 2 години, но поради состојбата со ковид пандемијата досега не можел да се реализира. Од Виничкиот дом на култура истакнаа дека концертот е резултат на соработката што се воспоставува меѓу двете културни институции, а што ја почнуваат токму музичарите. Пред виничката публика тие настапија со обработки и аранжмани на популарни поп и фолклорни теми од двете земји. Во меѓувреме, значи, исто така преговараме со тој дом на култура и уште неколку активности, но ова е само почеток на соработката со тој дом. Меѓу другото, за карактеристиките и за проектот нивни што ќе биде, јас можам да кажам дека има да тоа се деца што свират хармоники, што земале награди, значи во повеќе места, во Барселона, мислам дека во Берлин награди така натаму, значи ќе ги видиме на дело вечерва. Концертот инаку ќе го отворат децата од школата за гитара при Домот на културата Тош Арсов. Овде кај што јас сум раководител на таа школа и раководител на сценско-музичка дејност. Така да уште една можност за сите присутни да видат како работи школата за гитара и така.
Воспоставената соработка меѓу Домот на културата Тошо Арсов од Виница и Домот на културата Отец Пајси од Самоков се очекува да се проширува и во други сфери. Апсолутно, значи тука е музејската дејност, исто така денеска луѓето од Бугарија разговараа и со градоначалникот на општина Виница. Значи има простор за соработка, не само културна, можеби економска и во сите сфери. Значи многу е битно. Денешниот концерт е битен од повеќе аспекти. Ученичките од школата за гитара од Виница настапија со две номери, од кои едната обработка на познат светски хит, а другата обработка на народната Јована Јованке. Гостите од Бугарија пак исполнија сопствени аранжмани на ора од сите региони во Бугарија. Општинската организација на Црвен крст од Кочани се вклучува во одбележувањето на неделата на борба против ХИВ-СИДА, што трае од 1 до 7 декември. По тој повод спроведе едукативно предавање за учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. На предавањето седношколците се запознаа со разликите помеѓу ХИВ и СИДА, начинот на кој што се пренесува вирусот, како и совети за заштита и практични примери за правилна употреба на контрацептивните средства. На едукативното предавање говореа Бојана Постолова и Иле Матиничарски, обучени врснички едукатори од Општинскиот Црвен крст на Кочани. Слично предавање за ХИВ-СИДА по повод одбележувањето на неделата против оваа болест ќе биде спроведено и за учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Истовремено, од Општинската организација на Црвен крст информираат дека на 6 декември ќе организираат младинска крводарителска акција. Во периодот од 9 до 13 часот, акцијата за крводарување ќе се одржи во салата на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. При тоа упатен е апел до сите седношколци над 18 годишна возраст да се вклучат во акцијата. Во неа можат да учествуваат и студенти и други млади лица, со што ќе покажат хуман гест на крводарување и ќе придонесат во обезбедувањето доволно количество крв и крвни продукти за потребите на пациентите. Кошаркарите на баскет Дино забележаа нов успех во првенството на третата лига, група А. Во последниот надпревар од седмото коло, што се одигра во средата попладне, тие на домашен терен се сретнаа со тимот на Струмица и забележаа сигурна победа од 91:77. Во текот на средбата домашните играчи во ниту еден момент не им дозволија на гостите да направат пресврат и да го загрозат водството. При тоа во сите 4 четвртини домакините беа поуспешни од своите противници. Со одлично организираните напади и неколкуте прецизни шутеви за тројка, како и со успешно блокираните напади, обезбедија мирен тек на надпреварот се до неговиот крај. Со оваа победа, баскет Дино има вкупно 12 бода досега и се искачи на 4-та позиција. Во следното 8 коло, нашите кошаркари ќе гостуваат во Кавадарци. Таму ќе се сретнат со тимот на Про Баскет, кој е предпоследен на табелата. Средбата со Кавадарчани ќе се игра идниот четврток од 17 часот.